Во моментов, како што можат да забележат и гледачите, се наоѓам пред црквата Свети Наум Охридски во Малме, која е православна македонска црква, а во тек е и литургијата со која чиноначелствува протоерей Ставрофор Блажо Кожарски. Што се однесува до деновите на македонската култура, започна со изложба на македонски сликари кои живеат во Малме, Копенхаген и Скопје, за да продолжи со премиерата на представата Марко Цепенков на актерската екипа од Македонскиот народен театар. Веќе вчера, како за подсетување, сите македонски друштва од цела Шведска беа собрани во Треленборг, каде што има настап нивните културно-уметнички друштва и на вистина беше импресивно да се види, да се слушне пред се македонскиот мелос и да се погледне како ја негуваат македонската култура, македонскиот фолклор и како во еден глас ги пеат македонските песни, ги играат македонски тора. Особено е воодушевувачки тоа што тоа се сепак млади генерации кои се родени овде во Шведска, но не си ги забораваат така лесно корените, што е за поздрав, нели? Имавме можност да присуствуваме и на надпревар на вештите жени и селенички во Македонија и да погледнеме специјалитети кои со нивни раце ги направиле, традиционални македонски специјалитети кои ги прават и секојдневно за своите семејства. Зеве нашата посета на Малме да ја заокружиме денеска со посетата на Македонската православна црква Свети Наум Охридски, која е мощно посетена од македонските верници. Ќе потсетам само дека повеќе од 12.000 македонци живеат овде во Малме. А во какви услови живеат и што прави македонската амбасада за да ги подобри условите во кои живеат македонците во Шведска, ќе дознаеме од амбасадорката Александра Наќева Ружин, која ги отвори македонските денови на култура овде во Малме и да ја проследиме изјавата. Амбасадата презема навистина многу активности за зацрстување на врските на нашата диаспора со матичната татковина и секако за унапредување на секупните релации и врски помеѓу Македонија и Шведска. Реализираме веќе минатата година повеќе од 16 активности од економска проблематика, политичка проблематика, културна проблематика, хуманитарна дури исто така, на кои покрај шведската публика учествува голем дел и од нашите селеници, не само од Стокхолм, туку исто така од Јужна Шведска, од регионот Сконе и од регионот на Гетеборг. Јас само ќе кажам дека овие денови на македонската култура се одржаа со поддршка на општината Малме и на Министерството за култура на Република Македонија и ќе додадам само дека овде немаме чувство како да сме оддалечени повеќе од 3500 километри, затоа што деновиве бевме обкружени со македонската диаспора, се зборуваше на македонски јазик, на чист македонски јазик. Имавме можност да проследиме настани кои ја негуваат и се во духот на македонската култура,